Почитувани гледачи, ви покануваме да бидете дел од нашата нова емисија Точно напладне на радио Гласна надежта. Секоја среда, точно напладне, ќе имате можност да ги следите следните содржини: мисла на денот, актуелности во светот, совети за здрав начин на живење, теолошки теми, одговори на ваши прашања и други интересни содржини. Сето тоа ќе биде проткаено со убави христијански песни. Емисијата ќе се емитува на Facebook страната на радио Гласна надежта и на YouTube каналот Радио Гласна надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи и драги слушатели, добар ден. Повторно сме заедно со вашата и наша емисија Точно напладне. Верувам дека сте добро и дека сме подготвени да ја проследиме и нашата денешна емисија Точно напладне. На почетокот вообичаено спомнуваме мисла на денот, па еве за денес ги одбрав следниви зборови. Среќата секогаш изгледа мала кога ја имаш во рацете и ќе ја видиш низината големина кога ни би рекли ќе ја изгубиш, во смисол, знаете, кога нешто имаме во раце, кога нешто поседуваме, може и не го цениме толку, а кога ќе го изгубиме или кога ќе ни недостасува такво нешто, тога желим, колку сега ни е потребна таа работа или тој инструмент, или пак некој алат кој сме го имале, а сме го занемариле или изгубиле. Среќата секогаш изгледа мала кога ја имаш во рацете, но пушти ја и ќе ја видиш низината големина. Значи, пушти или изгуби ја, па тогаш ќе видиме колку тоа ни било потребно или недостасува сега во моментот кога го немаме во наши раце. Значи, среќата, уште еднаш ќе спомнам ова мисла, секогаш изгледа мала кога ја имаш во рацете. А ние постојано сакаме нешто поголемо, но ајде да се задоволиме и со малите нешта. Може би денеска се доживел нешто мало, но среќен си, радостен си. Но знаете, ние како луѓе секојаш посакуваме. Постојна изрека, човечкото око е незаситно, како бунар. Постојно црпиш вода и постојно излегува. Меѓутоа, ајде да бидеме задоволни со мала среќа, со мали нешта, кои животот го прават исполнет, да бидеме радосни и среќни во овој ден кој Господ денес ни го подарува. Еве, денеска е среда, многу луѓе не се пробудиле, но денеска ние сме се уште живи, очите ни се отворени и нека бидеме и денес среќни и радосни и благословени, односно благодарни на Господа што тој не благословува со уште еден ден во нашиот живот. Одиме сега да ве поздравиме со една убава христијанска песна. Hozana, Hozana, Hozana u visini. Tebe slavimo mi, Aleluja, radosno srcem svi, Aleluja. Budi slavljeno Gospode, Hozana u visini. Slava, slava, slava kralju kraljeva, slava, slava, slava kralju kraljeva. Silan Bog si ti, aleluja, hvalen opstojan si, aleluja. Budi uzvišen Gospode, slava kralju kraljeva. Hozana, Hozana, Hozana u visini. Hozana, Hozana, Hozana u visini. Spasen je Bogu mom, aleluja, slava i blagoslov, aleluja. Mudrost, hvala i čast i moć i vlast u vijeke vjekova. Isus, Isus, Isus kralj je kraljeva. Isus,
nam svim. Aleluja, Budi slavljeno, Gospode, Hozana u visini. Svi slavimo, svi slavimo Gospodina. Svi slavimo, svi slavimo, svi slavimo Gospodina. Svi slavimo, svi slavimo, svi slavimo Gospodina. Svi slavimo, svi slavimo, svi slavimo Gospodina. Ivan vidje veliko mnoštvo otkupljenih, svi novu pjesmu Bogu pjevaju. Tisuće ga hvale, mirijade slave, svi kliču hvalu Kristu Bogu svom. Svi slavimo, svi slavimo, svi slavimo Gospodina. Svi slavimo, svi slavimo, svi slavimo Gospodina. Nema Boga kao što si ti, nema ga, nema ga. Nema Boga kao što si ti, nema ga, nema ga. I nema Boga što čudesa tvori, kao što i tvoriš ti. I nema Boga što čudesa tvori, kao što i tvoriš ti. Svi slavimo, svi slavimo, svi slavimo Gospodina. Svi slavimo, svi slavimo, svi slavimo Gospodina. I čita svijet će se spasiti, i čita svijet će se spasiti, i čita svijet će se spasiti, ali sa Duhom presvetim. Svi slavimo, svi slavimo, svi slavimo Gospodina. Svi slavimo, svi slavimo, svi slavimo Gospodina. Isus, Isus, Isus ujutro, Isus u podne. Isus, Isus, Isus kad spušta se noć. Ljubi ga, ljubi ga, ljubi ga ujutro, ljubi ga u podne. Ljubi ga, ljubi ga, ljubi ga kad spušta se noć. Slavi ga, slavi ga, slavi ga ujutro, slavi ga u podne. Slavi ga, slavi ga, slavi ga kad spušta se noć. Marija, Marija, Marija ujutro, Marija u podne. Marija, Marija, Marija kad spušta se noć. Isus, Isus, Isus kralj je kraljeva. Isus, Isus, Isus kralj je kraljeva. Tebe slavimo mi, aleluja, radosno srcem svi. aleluja, Budi slavljeno, Gospode, Hozana u visini. После ова песна, почитувани гледачи, ние се враќаме повторно во студиото, да проследиме и следнава рубрика, тоа е рубриката актуелности во светот. И денеска имаме вести од светот, не се така добри и денешните вести. Веќе неколку денови наназад, седмица, две, па и повеќе,
Постојано сме бомбардирани со вести од Америка, поточно со пожарите во Калифорнија. Навистина, многу слики се даваат на Facebook и на интернет, па еве додека јас зборувам од режија ќе ви бидат пуштени неколку фотографии да видите. Навистина тоа е голема катастрофа во овој дел на светот. Значи, во Лос Анџелес, во таа околина, во Калифорнија, едно од најбогатите места или место во Америка, кај што се стационирани многу богати луѓе, кај што многу луѓе имат свои викендици, свои куќи за живење, ете ја доживуваат ова навистина голема трагедија. Според американските медиуми, властите пријавиле, значи, на некаде барем денеска кога ја реализираме ова емисија, некаде 16 до 18 мртви луѓе кои се пронајдени, но се проценува дека бројот е многу поголем кога пожарникарите одаат од куќа на куќа, од област на област и проверуваат да нема уште некој останато во тие куќи и да не загинале. Така да, кога сето тоа ќе заврши, навистина ќе биде страшна бројката што ќе се соопшти, но како е да е, се јавува навистина за голема трагедија во овој дел на светот. Шерифот Роберт Луна од округот Лос Анџелес во четвртокот, значи минатиот четврток по локално време, потврди дека имало најмалку 15 до 16 загинати лица, меѓутоа реков таа бројка ќе биде многу поголема. Дуваат некои силни топли ветришта како да се исполнети со бензин. Сами гледате на тие фотографии и на вести кога ги гледаме тие информации, како вулкан да излегува од земјата и куќите имотот гори како да е од хартија. Навистина, тоа се големи пространства, големи, многу квадрати, хектари на шума изгорена. Не помагат ниту авионите, а близо е тука и морето. Интересно, водата е тука близо, меѓутоа снемало струја од сета таа катастрофа, значи пумпите не работат, така да пожарникарите дека донесат возило со вода и дека тоа се полие, а ветерот дува ненормално и уништени се големи пространства. Сега да не ви читам што овде имам приготвено. Тоа се од дневните вести, значи кои ги гледаме и слушаме секојдневно. Пожарите вели се разгоруваат со брзина над 100 км ветер на час и може експлозивно да се шират. Последиците се разорни. Околу 10.000 објекти во овој момент, додека јас сега ја реализирам ова емисија, почто не гледачи дека ме слушате, меѓутоа таа бројка секојдневно се качува нагоре. Разорни шумски пожари, значи во Лос Анџелес, во околината, дури до Холивуд. Според шефицата на противпожарната служба Кристин Кроули, повеќе од 5300 куќи изгореле само во луксузната населба Палисадес на северозападниот раб на Лос Анџелес. Низ улиците вели улиците се претворени во прав и пепел. Изгледа како да е фрлена атомска бомба во овие области, рекол шерифот на округот Лос Анџелес Роберт Луна за ситуацијата во регионот каде што се погодени со овој огромен пожар. Повеќе од 100.000 луѓе морали да ги напуштат своите домови, вклучително и бројни холивудски звезди и познати личности од забавната индустрија. Противпожарната служба проценува дека досега се погодени околу 4 до 5.000 луѓе, односно објекти, вклучително и повеќе семејни куќи, комерцијални објекти и возила. И сега, кога од библиска страна на гледање, почитувани гледачи, ја посматрам оваа ситуација, пожарот во Холивуд, Библијата јасно зборува за такви пожари, дека во последно време ќе има катаклизми, ќе има неволи, ќе има пожари така натаму. Кога читаме на Facebook, многу луѓе овој пожар го поврзуваат со некои библиски извештаи или пророчки книги кои зборуваат за Америка
iza proroštata. Ja samo сега ќе ви спомнам една книга, а вие, некои од вас, верувам ја имате и ја знаете, еве режија ќе ја покаже и нова камера, значи Последните настани. Тоа е книга од писателката Елена Вајт. Вие кои се уште немате, може да ви ја набавиме бесплатно на македонски јазик. Ова е скратено издање, има и поголемо, подебело, меѓутоа веќе од таа книга нема веќе во продажба или во промет, но ова се уште може да се најде, Последните настани. Ова книга зборува за многу настани кои ќе се случат или се случиле во Америка. Еве сега, бидејќи поврзано со Лос Анџелес, во ова книга на страница 55, значи во ова книга имаме посебна глава градот Нью Йорк, Чикаго и Лос Анџелес, каде што Елена Вајт, кој ние адвентисти ја пропагираме како Божи пророк, бидејќи според низиното толкување и според низиниот живот и се оно што таа го напишала, ние признаваме дека е Божи пророк, дека Бог многу работи и открил во минатото. Таа живеела при крајот, значи во 19 век и на почетокот од 20 век, напишала многу книги, како на пример книгите Патриарси, пророци, цареви, Коптеж на вековите, Големата борба и многу други книги. Еве и ова книга Последните настани од низината рака напишано, во низините виденија таа го гледа и градот Чикаго, го гледа градот Лос Анџелес и вака вели: исто така ми беше покажани сцени од она што ќе се случува во Чикаго и другите големи градови, додека злобта се умножуваше и додека се повлекуваше Божјата заштитна рака. Се појавува разорнувачки ветрови и бури. Зградите беа уништени с оган и земјотреси. Некој време по тоа ми беше покажано дека видението за зградите во Чикаго, за трошењето средства од нашите верници, овде таа зборува дека не треба се градат, например, цркви или изданија во тие места каде што се предвидени огромни ветришта, пожари и уништувања. Понатаму, конкретно за Лос Анџелес, за Калифорнија, слично предупредување беше дадено и за градењето во Лос Анџелес. Неколку пати ми е кажано дека не смееме да вложуваме средства во подигање скапи згради во големите градови. Еве, тоа го пишува ова книга. Сега овде не можам да пронајдам годината, меѓутоа може да се најде лесно кога Елена Вајт ги добила тие видени. Еве овде имаме една година, 1906 година. Таа починала 1915 година. Значи, во тоа време ги добива виденијата и таа ги овде запишала и ете имаме на македонски јазик ова книга кај што се предвидени настаните токму во ова време, почитувани гледачи, како што еве се случува денеска во Калифорнија. И сега, секако дали е тоа човечки фактор или не, или Божја казна, како некои што си зимат за право да кажат. Наше не е да осудуваме, наше само да констатираме, наше само да го гледаме преку призмата на Библијата и преку пророштвата што се дадени, и затоа треба да бидеме внимателни, да бидеме внимателни на настаните кои се зачуваат во светот и на време да се повлечеме од таквите големи градови кај што навистина и не мора. За Холивуд не сакам да зборувам. Тој е центар на сатанизмот кај што се снимат разни филмови, кај што разни идеи се раѓаат лоши и други работи, сега да не ги спомнувам во емисијата, токму во Холивуд кај што исто така допринот тој пожар, но наше да бидеме внимателни, да не влегуваме во устата на сатанат. На жалост, ете, се случиле и неколку смртни случаеви, на крајот ќе се знае и бројката колка е, но неколку милиарди, 150 милиарди ми се чини една бројка се врати во јавноста колку се уништени објекти, а тоа никој не може сега да го процени. Како е да се молиме на Бога, да бидеме заштитени со неговите ангели чувари, но на време да се повлечеме од таквите места, зашто Бог, ете преку пророците, однапред не предупредува и ни кажува да бидеме внимателни. Еве, тоа беа информациите, односно вестите од светот. Одеме сега со песна.
Почитувани гледачи, добре дојдовте во новата емисија на Здравје во 10 минути. Денеска со нас е доктор Радица Јакимовска, доктор по дентална медицина. Радица, добре дојде во нашата емисија. Ви благодарам на поканата. За почеток, би поразговарале околу тоа што представува оралното здравје. Оралното здравје е клучен показател на општото здравје и квалитетот на животот кај секој поединец. Светската здравствена организација го дефинира оралното здравје како состојба без болка во устата и на лицето, без орални карциноми, без инфекции и рани, без пародонтални болести, кариес, губиток на зъбите и така натаму. Оралното здравје исто така ја вклучува и способноста на говорот, на смевката, мирисот, вкусот, голтањето и пренесувањето на низа емоции низ лицето. Оралното здравје влијае на секој аспект од нашите животи. Како што има изрека дека очите се огледало или прозор на душата, кај нас во стоматологијата можеме да кажеме дека устата е прозор на здравјето на целото тело. Така, многу интересна дефиниција. Се надевам дека гледачите сега имаат поголема представа за тоа што представува оралното здравје и дека тоа е многу повеќе од само здрави зъби. Така. Па сега би преминале на тоа да објасниме која е главната цел на стоматолошката заштита. Главна цел на стоматолошката заштита представува подобрување на оралното здравје, а со тоа и квалитетот на животот. Квалитетот на животот многу зависи од оралното здравје, бидејќи практично, ако ни е нарушено оралното здравје, тоа влијае на секое поле од нашиот живот. Здравата уста и зъби имаат позитивно влијание на физичката, емотивната, социјалната благосостојба на човекот. Ние како стоматолози секогаш ги советуваме пациентите да редовно да посетуваат стоматолог барем еднаш годишно, бидејќи земајќи ја во предвид финансиската состојба во нашата држава, подобро е да дојдете еднаш годишно и доколку има некој проблем да се санира и со тоа би поминале и поевтино отколку да дојдете на стоматолог после 5-6 години и да треба да потрошите многу повеќе финансиски средства за да ја средите состојбата во вашите уста. Да, така е интересна порака, ама и сигурно подобро е да живеете тие 5-6 години со здрави зъби, отколку нели 5-6 години да трпите некоја постојана болка поради одложување на стоматолошката интервенција. Така е. Што треба да превземеме за да имаме здрави зъби и устна шуплина? Еве да им објасниме на гледачите што е тоа што е наша должност. Значи, секој поединец може да го чува своето орално здравје со редовно одржување на својата орална хигиена, четкајќи ги зъбите со четка и паста, барем 2 пати дневно, наутро и навечер, доколку некој сака може и меѓу оброци, да, почесто. Исто така треба да се користат интердентални четкички и зъбен конец за да се исчистат страничните површини на зъбот. Исто така тука треба да спомнеме дека четката за зъби треба да ја менуваме на секои 2 до 3 месеци и треба да исхраната да ни биде балансирана со намален внес на шеќери и редовни контроли кај стоматолог, како што кажав и претходно, да посетуваме. Иако многумина го одржуваат своето орално здравје и хигиена, во некој момент од животот не можат да спречат појава на кариес, кое што и ден денеска е најраспространето заболување во светот. Скоро секој поединец, па дури и децата од отприлика над 3 години се имаат соочено со болка во зъбот, кариес. Значи никој не е имун на кариес, дури и најмалите дечиња понекогаш се соочуваат со овој проблем и како што кажа, веројатно ова е најчестото нешто со кое што се соочувате во ординација при вашата работа, така? Да. Тука сакам да го привлечам вниманието на родителите да ги учат своите деца од најмала возраст да ги мијат нивните зъби, бидејќи
Многу е важно млечните заби да останат во устата до нивната физиолошка смена, а тоа е релативно долго, бидејќи последниот млечен зап се менува отприлика од 10 до 12 години, значи 12 години треба да се зачуваат млечните заби и секако да го ограничат внесот кај своите деца за рафинирани шеќери, сокови и други сладки. Да. Значи, тие се нештата кои што најлошо влијаат на здравјето на забите. Како што кажа, рафинираните шеќери, соковите најчесто допринесуваат до појава на кариес, посебно нели и кај децата. Да. Така што се надевам дека родителите кои што ја слушаат оваа емисија ќе ги научат своите дечиња како правилно да одржуваат орална хигиена. Дали може да ни кажете што го нарушува нашето орално здравје? Значи, има повеќе ризик фактори, тука имаме и локални општи, но како најчести кои што се спомнуваат се неправилната исхрана, односно, како што претходно кажав, прекомерна конзумација на рафинирани шеќери, сладки, сокови, значи тоа треба да се доведе некаде на минимум, значи да се внесуваат таквите работи. Тука е исто и конзумацијата на алкохолни пијалуци, пушење на цигари, лоша и неправилна орална хигиена, неправилно користење на флуор профилакса, значи потребно е да се мијат забите правилно, како што кажав тука, значи неправилната орална хигиена, многу од нас или од пациентите ги мијат своите заби прекратко, на погрешен начин, значи со погрешни движења. Ние препорачуваме кружни движења да се користат при миење на заби и минимум 2 минути да трае миењето на забите. Значи, важно е како правилно се четкаат забите, а не само да се мијат 2 до 3 пати дневно, туку тоа да биде ефективно миење и чистење на забите. Да. Кога сме кај овој дел, дали може да ни кажеш нешто околу пастите за забите? Дали сите пасти за заби се исти? На што треба да внимаваме кога бираме паста за заби? Скоро сите пасти се содржат флуор, значи флуорот е потребен за устната, за забите, да бидат здрави. И тука би кажала, најчесто ние ги плакнеме забите после миењето со паста, но тоа може и да го прескокнеме тој дел, само да се исплука пастата и да не се плакне устата, за флуорот да се задржи на забите. Исто така да се користат понеагресивни пасти, пастите кои што се за белење, тие се малце поагресивни и не би требало да се користат на секојдневна основа, за да не го оштетат емајлот на забот. Ова беа, верувам, многу корисни совети, нешто кои што и јас лично ги слушнав прв пат, така што ти благодарам за сето ова. На крај, може ли да наброиме неколку совети за подобро орално здравје кои што ќе им послужат на гледачите да имаат поздрави заби и устна шуплина? Секако, значи треба да се користи четка со меки или средна мекост на влакна, да се мијат забите, како што кажавме, 2 пати дневно, наутро и навечер. Навечер е многу поважно. Со време трајање од барем 2 минути или подолго кој може. Да се користи паста со флуор, како што кажав, да не ја плакнеме устата, туку само да се исплука пастата за флуорот да може да делува на забот. Соковите да се заменат со вода, да се пие повеќе вода. Доколку пушите, може да размислите да престанете со пушење или барем да го намалите внесот на цигари, да се намалат барем 2 до 3 цигари дневно. И секако редовни контроли кај стоматолог 1 до 2 пати годишно, без разлика дали сте 80 или 8 години. Важно е вашето орално здравје. Некои луѓе не успеваат да одат на стоматолог секоја година, но добро е ако се може, значи да не се заборава тој дел, значи редовно да се оди на стоматолог. И исто сакам да напоменам дека контролите на стоматолог се многу важни и кај пациентите кои имаат
протетски надоместоци, фиксни и мобилни, тука се протезите, мостовите, коронките, значи тие исто треба да пациенти да одат на стоматолог за контроли и исто така е многу важно да се одржува хигиената и на тие протетски надоместоци. Јас уште едно прашање имам само за крај. Дали треба да чекаме да не заболи некој зап за да дојдеме на контрола или подобро е да си имаме некои редовни контроли, ете како што каже еднаш годишно или 2 пати годишно? Да, секако дека не, бидејќи почетниот стадиум на кариесот е безболен. Болка се јавува веќе кога ќе се расшири тој процес поблиску до пулпата на забот, односно до нервот, и тогаш е веќе касно или значи многу е полошо да дојде до тој стадиум кога ќе има болка, бидејќи тогаш многу е подолг процесот на заздравување, на третманот. Најдобро е да одиме на стоматолог барем еднаш и ако нема болка, само на рутински преглед кој што е бесплатен кај матичниот стоматолог и може секој да го направи. Благодарам, Радица, на сите прекрасни информации кои што ги сподели со нас во оваа емисија. Почитувани гледачи, се надевам дека целиот овој наш разговор ви беше корисен. Ви посакуваме на сите добро да се грижите за вашите зъби и орално здравје. Ве поздравуваме и се гледаме во следната емисија. Ja znam da možeš od mraka svetlo stvoriti, od suza dugu razliti i smrti život vratiti. Ja znam da možeš sve. Ja znam da možeš, ja znam da možeš od pola biser stvarati, od znoja hleba davati, od truda mnogo radosti. Ja znam sve možeš ti. Može li slomljeno krilo ponovo leteti nebu? Mogu li čovek i žena ponovo naći sreću? Mogu li rane zarasti i sužnji doći slobode? Da li se žedne duše mogu napiti vode? Ljudi nemaju leka za ove jade svoje, ali ja verujem tebi, Isuse, sve možeš ti. Ja znam da možeš, ja znam da možeš od mraka svetlo stvoriti, od suza dugu razliti i smrti život vratiti. Ja znam da možeš sve. Ja znam da možeš, ja znam da možeš od pola biser stvarati, od znoja hleba davati, od truda mnogo radosti. Ja znam sve možeš ti. Može li pustinja suva postati rajska bašta? Može li kameno srce naučiti da prašta? Može li Bog da mi vrati što smrt mi je uzela moje? Može li ljubav da vrati veru u srce tvoje? Ljudi nemaju leka za ove jade svoje, ali ja verujem tebi, Isuse, sve možeš ti. Ja znam da možeš, ja znam da možeš od mraka svetlo stvoriti, od suza dugu razliti i smrti život vratiti. Ja znam da možeš sve. Ja znam da možeš, ja znam da možeš od pola biser stvarati, od znoja hleba davati, od truda mnogo radosti. Ja znam sve možeš ti. Ljudi
Почитувани гледачи, еве неповторно продолжуваме со нашата програма после ова убава песна. Во минатата емисија вие се сеќавате, верувам ќе ве потсетам, зборувавме за дејството на злите духови. И рековме дека таа тема ќе продолжи и во наредната емисија. Па еве денеска повторно ќе зборувам за дејството на злите духови. Односно ќе продолжиме. Во првиот дел спомнавме за Божите ангели, оние ангели кои денеска се тука поред нас и со нас, и како што рековме при крајот на минатата тема, Бог на секој човек, на секој дете му определил ангел чувар. Меѓутоа, рековме дека горе на небото, кога се случил тој бунт, 1/3 од небесите Божи ангели се одвоиле и застанале на страна на Луцифера, односно на Сатанат, и денеска тие исто се на оваа земја, но тие се демони. Тие се злите духови кои денеска прават проблем кај тебе, кај мене, односно на човештвото. Значи, продолжуваме со размислувањето за злите, за добрите и за злите ангели. Фактот дека луѓето биле обседнати од зли духови е јасно наведено дури и во Новиот Завет. Значи, рековме, злите духови денеска ги напаѓаат луѓето. Тоа го гледаме непоследно во Новиот Завет. Луѓето кои били измачувани на овој начин не страделе само од болести кои потекнуваат од природни причини. Значи, луѓе умират, заболуваат од природни болести. Меѓутоа, Сатанат исто така може да наведе некого да се разболе. Христос целосно разбра со кого има работа, го препознал непосредното присуство и дејствувањето на злите духови. Библискиот извештај, например, за исцелувањето на обседнатите во земјата Гадаринска ни дава јасни докази за нивниот број мок и злоба, како и за Христовата сила и мокта. Овие несрекни болесници, на кои што не можеле никој да им да делува, дури да ги задржи, ги врзувале во синџири, кои чкатале со заби, вели Библијата, и од устата испуштале пења, беснееле и го исполнувале воздухот со своите крици, се осакатувале и представувале опасност за оние кои сакале да им се приближи. Толку биле опасни за народот. Таму живееле во гробиштата, одвоени од луѓето. Нивните крвави и осакатени тела и нивните заматени умови му приредиле непријатна гледка на принцот на Сатанат, на темнината. Сатаната уживал во тоа кој ќе ги види луѓето кои пуштаат пења од устата, кои извикуваат разни зборови, непристојни и така натаму. Злобниот дух што владеел со тие страдалници во една прилика му кажел на Исуса: "Моето име е Легија, бидејќи ние сме многу." Гледайте, а сатанската војска била поделена во помали чети, а една чета која припаѓала на овие демони не броела помалку од една легија. Гледате колку демони влегле во тој човек или во тие луѓе кои живеле тамо во гробиштата, кои биле страф и трепет за луѓето. Но по наредба на Исус Христос, злите духови ги оставиле своите жртви, оставајќи ги да седат тивко пред Христовите нозе, покорни, разбирливи и нежни. Но демоните, или на тие демони, им било дозволено да влезат во едно стадо свињи и да вршат нужда во морето, а за жителите на тој крај тоа било голема загуба од благословот што им го донел Исус на тие болни луѓе. За едни Исус бил благослов, но на другите знаеме дека тие демони влегле во свињите, а свињите влегле во езерото, во водата и се одавиле. А знаете, евреите да чуват, еврин да чува свињи, тоа било незамисливо во тоа време. Евреите кои се противат на јадењето на свинското месо, зашто така пише во Библијата, но одгледувале свињи за бизнис и ги продавале на други луѓе, на оние самарјаните, на незнабожците. Сатаната вели постојано ги обвинува христијаните дека се причина за загуба, несреќи и неволја, наместо да дозволи вината да падне онаму каде што припаѓала себе си и неговите инструменти. Ете тука сега го обвинил Исуса зошто демоните влегле во свињите и загубиле, претрпеле голема загуба или штета. Меѓутоа, всушност, демоните се сатански орудија, не Божи. Исус ги ослободил тие луѓе кои се вратиле во своите домови, мирни, честни граѓани, како што и били. Меѓутоа, дотогаш биле обземени со сатанските демони. Исус дозволил, значи, како што реков,
i ги укорил евреите кои чувале свињи, кои одледувале овие нечисти животни за профит. Ако Христос не ги зауздаше демоните, тие ќе ги фрлеа во морето не само свињите, туку и нивните чувари и господари. Видите која била намерата на ѓаволот. Не само што влегле демоните во тие луѓе, туку демоните би влегле и во свињите, а свињите би ги придонеле, би рекол да и самите чувари бидат фрлени во водата. Спасителот сакал и неговите следбеници да го знаат непријателот, што треба да го сретнат, за да не ги измами. Зато денеска, почитувани гледачи, ја спомнувам ова тема. Значи, злите духови денеска се во оптек, во акција. Тие ќе работат на секој начин да предизвикат страв и трепет кај тебе. Ево уште еден пример. Ќерката на една сирофеникинка, се вели во Библијата, во Новиот Завет, во Марко 7 глава, била тешко мачена од ѓавол. Гледате, и во тоа време луѓето биле измачувани од ѓавол. И денес ја знам луѓе кои се измачувани од ѓаволот. Меѓутоа, единствениот лек или ослободување од таквата болест е, Библијата вели, пост и молитва. И сега, ова ќерка, навистина, вели, многу пати била фрлена во оган и сакала да се убие, но Исус, знаеме, ја излекува. Овде вели, секому му влезе страв и зборува еден со друг, велејќи, каков збор е ова, дека со власт и сила им заповеда нечистите духови и те излегува. Значи Исус ги истерал тие демони од ова девојка и навистина Исус ја излечил. Луѓето обседнати со ѓаволот, почитувани гледачи, изгледа дека многу страдаат, но знаеме дека Исус е лекарот. Во Исуса може да најдеме олеснување на сите такви болести. Големиот измамник не се плаши ништо од ништо повеќе освен од молитвата и постот. Сатаната толку вешто се преправа дека често се постава прашањето дали навистина постои такво суштество. Доказ за неговиот успех е што теориите кои ги негираат на јасните сведоштва на Светото писмо се толку општо отфрлени од религиозните луѓе. Значи, Библијата многу јасно зборува по тој предмет. Дека сатаната, неговите демони, ќе предизвикуваат разни болести кај луѓето. И затоа нашиот лек е единствено кај Исуса Христа. Моќта и злобта на сатаната и неговите соработници со право би можеле да не возмируваат доколку немаме заштита и избавување во огромната моќ на нашиот Спасител. Гледате каде е нашиот лек. Нашиот лек е во моќта, во силата на нашиот Спасител Исус Христос. Ние ги обезбедуваме нашите куќи со брави и клучеви, за да ги зачуваме нашите имоти и нашите животи од злоните луѓе, но ретко мислиме на злите ангели кои постојано се обидуваат да ни се приближат, од чии напади сме немокни да се одбраниме со собствени сили. Ако им се дозволи, ќе ги вознемируваат и нашите мисли, ќе ни го расипат здравјето, ќе ни го уништат имотот и животот. Гледате колку е сатаната моќен, драги пријатели. Но не треба се плашиме. Ние може да повикаме помоќен, посилен од сатаната, а тоа е Исус Христос. Нивна единствена радост е да донесат неволи и уништување. Тоа е намерата на сатаната. Додека ние патиме, тие се радуваат. Додека ние боледуваме, тие исто така се радуваат и уживаат. Страшна состојбата на оние кои се спротивствуваат на Божето влијание и попуштаат на искушенијата на сатаната. Оние кои го следат Христос се секојаш безбедни под негова заштита. Од небото ќе бидат испратени мокните, силните ангели да не заштитат. Сатаната не може да ја пробие стражата што Бог ќе ја постави околу својот народ. И затоа да се препуштиме целосно во рацете на Господа. Со молитва и со пост, вели Евангелието, може да се ослободиме од сите тие тешки психички болести кои сатаната може да ги наметне и на тебе и на мене. Но нашата заштита е во Господа. Одиме сега повторно со песна.
sreću tražila. Oče, nebeski oče, nigdje spokoja nema za mene bez tebe. Ja volim te, ja trebam te i svaki put ja tebi vraćam se. Oče, želim ti sada priznati, najbolji otac si ti i jedini. I svima želim priznati koliko sad mi značiš ti. Srce ti predaje i tvoja ostaje. Oče, želim ti sada priznati, najbolji otac si ti i jedini. Ja volim te, ja trebam te i svaki put ja tebi vraćam se. Oče, želim ti sada priznati, najbolji otac si ti i jedini. Najbolji otac si ti i jedini. Posle ova pesma povtorno sme u studiju pućni gledači, a sledite vi emisijata točno napladne sveko sreda so početog vo 12 časot. Следува рубриката Прашање од гледачите. Значи имаме сега одговор на вашите прашања. Едно прашање на кое сакам да одговорам гласи: дали смртта на апостолите е запишана во Библијата? Како умреле апостолите или како умрел секој апостол? Нажалост, немаме комплетна информација за сите 12 апостоли, како починали. Имаме за некои, меѓутоа ќе се повикаме на некоја традиција, историски традиции кои се пренесувале од поколение на поколение, а за некои Библијата предвидела како ќе умрат, за некои имаме конкретно, како на пример и Јуда, кој ќе го спомнеме малце подолу. Единствена смрт на апостол запишана во Библијата е смртта на Јаков. Еве, дозволете ми да ја отворам Библијата во Дела на апостолите, 12 глава. Стихот е вториот вака вели: и го погуби со меч Јовановиот брат Јаков. Значи, во тоа време царот Ирод се зафатил да измачува некои кои припаѓаа на црквата. Тој првиот стих, Јаков, односно Дела 12, 1 и 2. И го погуби со меч Јовановиот брат Јаков. Може третиот стих: кога виде дека тој им се допадна на јудејците, го фати и Петра, а беа денови на бесквасните лепови. Значи, овде имаме информација за овој Божи човек, ученикот по име Јаков, како страдал. Значи, царот Ирод наредил Јаков да биде убиен, погубен со меч, што веројатно значило дека му била одсечена главата. Околностите во кои умреле другите апостоли може да се знаат само од црковната традиција. Значи, тоа што меѓу луѓето се зборувало. Па затоа не треба да очекуваме премногу од други извештаи. Неприфатената црковна традиција во врска со смртта на апостолот или на апостолите, посебно сега ќе го спомнам, например, Петар, кој била распнат наопако на крст во форма на буквата X во Рим, како исполнување на Исусовото пророштво. И да видиме што Исус прорекол за Петар, како ќе биде, како ќе заврши неговиот живот. Еве, само дозволете ми да отворам Јован,
21. глава, znači Evangelije според Jovana, 21. глава, стихот е 18. Овде пишува пророштво што го кажал Исус за самиот Петар. Еве, тука е стихот. Вистина, вистина ти велам, кога беше помлад, се опашуваше сам и одеше каде што сакаше, но кога ќе остариш, ќе ги рашириш твоите раце и друг ќе те опашува и ќе те води каде што не икеш. Ова го рече, навестувајќи со каква смрт ќе го прослави Бога, откако го кажа тоа, му рече, врви по мене. Значи, тоа е последната глава од Евангелието според Јована, 21 глава. Овде имаме, значи, 18 и 19 стих, пророштво за апостол Петар, како тој ќе го заврши својот живот. Одем понатаму. Еве, според таа црковна традиција, што би рекол, кои зборуваат за смртта на апостолите, еве како е тоа запишано. Матеј умрел како маченик во Етиопија. Тој бил убиен со меч. Јован бил мачен така што бил фрлен во котел пон со масло, жешко масло, за време на прогонството на римското прогонство, за сите евреи кои биле верни на Господ, биле прогонети и знаеме што се случило. Меѓутоа, за чудо бил спасен од смртта. После тоа Јован бил испратен во затворски рудници на островот Патмос. Таму тој го пишува Откровението. Значи, ја пишува книгата Откровение, каде што Бог му дал прекрасни информации или видение, и тој тоа го преточил во книгата што имаме во Новиот Завет. Јаков, братот на Исус, водачот на црквата во Ерусалим, бил фрлен од на 30 метри височина од јужниот врв на храмот, затоа што одбил да се откаже од својата вера во Христа. Кога откриле дека го преживел падот, неговите непријатели го тепале, го врзеле за еден столб и таму бил врзан додека не умрел. Артоломеј, кој е познат и како Натанаел, бил мисионер во Азија. Сведоштвото зборува дека тој умрел во Турција во маченичка смрт, односно во Ерменија, каде бил камшикуван до смрт. Андреј бил раснат на крст во форма на X, значи во Грција, по жестоко камшикување од 7 војници, тие го врзали неговото тело за крст да ја продолжа неговата агонија. Неговите следбеници забележале дека тој едноставно таму и починал. Апостол Тома бил проводен со копје во Индија за време на едно неговите мисионерски патувања, за да ја основа Христовата црква и во тој дел на светот. Матеј апостол избран да го замени предавникот Јуда Искариотски бил каменован и главата му била отсечена. Апостол Павле бил мачен, исто така главата му била отсечена од злобниот император Нерон во Рим во 67 година. После, значи, размислување, информации за останатите апостоли кои на еден тежок начин ги завршиле своите животи, но останале верни, одани на Господа до крајот на нивните животи. Јуда, знаем Искариотски како го завршил својот живот, се обесил непоследно од градот, таму на едно дрво, и луѓето кога го поминувале го виделе гранката се скршила од неговото тешко тело и тука бил поред патот. Исус, знаеме како го завршил својот живот на крстот, бил раснат, но после 3 дена или во третиот ден наутро, во првиот ден на седмицата, во недела, тој воскреснал. Фактот дека сите апостоли биле подготвени да умрат во ужасна смрт, одбивајќи да се откажат од својата вера во Христа, е неверојатен доказ дека тие биле сведоци на воскресението на Исуса Христа. Еве, драги пријатели, драги гледачи и слушатели, одговоривме на прашањето дали смртта на апостолите е запишена во Библијата. Рековме за некој е запишена, но за некои луѓето пренесувале усмено, традиционално од поколение на поколение, но денес каде ние имаме информации, барем информативно, да знаеме дека сите тие Божи ученици, Христови ученици го дале својот живот за вистината, за
Isusa Hrista. Odajme so pesna. Ti si večen Bog, sozdatelj nas Ti si večen
Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Почитувани гледачи, дојдовме и до крајот на ова наша денешна емисија, точно напладна емисија која се емитува секоја среда со почеток во 12 часот. Пред да се одјавам, би сакал уште еднаш да ви ја покажам Библијата, значи Светото писмо. Сите вие кои сакате да имате бесплатно Свето писмо или Библија, пишете ни на нашата адреса, што ќе видите долу на екранот, а ние по пошта ќе ви ја испратиме или нашите соработници ќе ви ја донесат. Убаво е да секој семејство има Библија, каде што може да чита, да проучава, да се духовно изградува, ќе ги запозна и големите вредности на духовноста и затоа еве бидете слободни, побарајте од нас, а ние ќе ви испратиме бесплатно Свето писмо. Уште еднаш ви благодарам што бевте денеска со нас, ве поздравувам, ви посакувам убав ден, убава седмица и се гледаме во наредната емисија. До тогаш останете со здравје. Почитувани гледачи, ве покануваме да бидете дел од нашата нова емисија Точно напладне на радио Гласна надежта. Секоја среда, точно напладне, ќе имате можност да ги следите следните содржини: мисла на денот, актуелности во светот, совети за здрав начин на живење, теолошки теми, одговори на ваши прашања и други интересни содржини. Сето тоа ќе биде проткаено со убави христијански песни. Емисијата ќе се емитува на Facebook страната на радио Гласна надежта и на YouTube каналот Радио Гласна надежта. Се гледаме.